Кога веќе може да се организираат фестивали и концерти, зошто не можеме и ние да имаме живи свирки во угостителските објекти, прашуваат музичарите од Охрид и Струга, кои денеска на мирен протест побараа од надлежните измени во протоколите, односно дозвола за работа со цел да си ја спасат професијата, буџетот и животната екзистенција. Со оглед дека се уште не се гледа крајот на оваа здравствена криза, бараме и ние музичарите да бидеме вклопени во системот, значи да бидеме вклопени во системот на работа во вонредна здравствена состојба. Односно да се изменат членовите во законот со кој се забранува организирање на жива музика во угостителските објекти. Разговараме за свирење на музика на дистанца, на дистанцирање од масите, едноставно дури свири обично радио или обично CD, да свири музика, барем колку толку да сме присутни. Музичарите велат дека со забраната за живи свирки на најголем удар се туристичките центри, но и самите локали кои во сезона нема што да им понудат на гостите. Охрид не познава ваква сезона, нормално со малци гости, и сезона без жива музика која што е прва одлика на нашиот вечен Охрид. Значи постојат повеќе, да не ги набројувам, сигурен сум дека повеќе ресторани, можеби повеќе од 15 ресторани кои што работат со жива музика, а да не ги заборавиме тука и кафичите, пабовите кои што работат исто со жива музика, кои што се на дистанца, кои што се подалеку од масите, апсолутно никаков проблем не представува дали ќе свири радио или ние ќе свириме. Музичарите кои денеска беа дел од протестот во Охрид потенцираат дека барањата немаат никаква политичка позадина и очекуваат разбирање и помош од надлежните.